Се, минатата епизода начнавме на тема, борајки дели за времето, како времињата ги менват работи и како сите тие промени влијат на музиката, тоест на уметност. И ти кажем право, се думам дали уопште да почнам темата, пошто кој што знаеме сите не сум некој политичар кој се работи вака за зборање. Шо мислам си кажувам. И то не е дека не се грижам за туѓите чувства, не е дека сум невоспитан или нешто, едноставно таков сум. Може ќе најдам културен начин, ама ќе си кажам тоа што сакам да кажам. Ако чини арно, ако не, кој те праша бе? Треба то бебате на крајот да го додајме на наслов. И се дали ќе најдам културен начин или вистината пак ќе боли. Останува да видиме после шпицата. Спремни? Ајде бате, пуштај. Уметноста е обично рефлексија на времето во кое е создаден. Нормално не е секогаш, пошто имаш уметници што творат во иднината буквално, што наоѓаат начин да направат нешто што е толку трансцендентално што сватено е тек по години. А исто така имаш уметници што творат употребувајќи стари стилови. Ама во глобала, секој период од човечкото битисување си има своји најпопуларни жанрови. Па така од среден век, почнувајќи од црковната музика, па ренесанса, па барок, па класика, па романтизам, се до модерниот звук на 20-тиот век, кај што луѓето почнале да експериментират со своите чувства, да експериментират со звукот. И додека низ Европа се развивал импресионизам, неокласицизам и така натаму, отаде големата бара, афроамериканците си ги искажвале своите маки, дури си работеле на полиња, па почнале да излегват блузот, соулот, джезот, па како се развивале стилоите, овие газдите нивни почнале ги бендисват, па почнале се мешат и тие, па излегол рок-н-ролот, па рок музиката почне тон подврсти да развива. Од рок балада до хард рок, хардкор, метал и па метало почна да развива треш метал, ну метал, ваков метал, таков. И после тоа па овие блузо што го направиле, нашли уште еден нов начин како да си ги изразат своите маки секојдневни. Така настанал хип-хопот. И за разлика од сите жанрови дотогаш, хип-хопот веќе поки од 3 децени е на врвот на топ листи. Арно, ама не во иста форма, што е нормално. Мислам, сите стилови се менвале заради тоа што се менвале времињата и се менвал начинот на кој луѓето размислувале и на кој можеле да си изразат чувствата. Им се менвали чувствата, нормално не изразвале сите исти чувства. Јарно, ама обично сите стилови почнувале со нешто помеко, па после оделе кон нешто погневно, нешто посилно, помоќно да речам. Само тој хип-хопот некако како да, не знам, обратно фати пат. Мислам, тој влезе лабаво онака, музикално да не речам. Ама многу брзо после тоа влезе генгста рапот и од тука натаму имаше долг период кај што ако не си крут онака, ако не си хардкор, бате, парно не снима. Се дури не почнеа раперите да прат баги пари. И го почнеа да прат пари, поќе нема смисла да зборат за маката низ која врват, така, пошто технички поќе не е мака, барем за нив лично. И така полека, ама сигурно, сите длабоки текстови, сите приказни што ги имаше во хип-хоп музиката, се претворија во луп на едните исти збори. И затоа, например, ако песните на времето имале некаква приказна и траеле по 5-6 минути, пример, пошто нели 3 строфи треба да ја раскажиш приказната, некој рефренче кратко измеѓу мора да траи. Денешните песни, бате, пошто по 3 збора има, траат по 2 минути. Кај што пола песна инструменталка, а пола песна некој збора за пари, жени, наркотици, јаки коли и се споредва со луѓе со кои не би требало да се споредва. Наркобосови и останати работи. И знаеш како во ред, ајде го правеа то луѓе што стварно го живееа тој живот. Јарно, ма дојде ерата на интернетот, дојде ерата на она fake it till you make it, демек лажи дур не успеј. И луѓето стварно здраво за готово се свати. И почна кој стигна да пее, да рапува за работи што ги нема ни со очи видено, камоли да ги има за себе. И гледаш деца млади, 2 по 500 нема во джебо, нашол некој количе поубаво на дедо му некоја брачеда, ќе види тие таму нешто клават онакви како се викат они женствените што ќе клај тука некое такво, ќе оди ќе купи некој пиу на диаболи таму. Од бит пазарот кај било на пазар ги има. И ги испечати пари и ќе ги сечат 3 дена вака, за да може во спото еднаш вака да направи со парињата и после тоа ќе берат полсат за уште еднаш истиот кадар да го направат од друг агол за вака да направи со парињата. И текстот тоа е, има многу пари, планини бели, Колумбија, Меделин, Пабло Ескобар, кокаина Марадона, Тихуана, ганџа, манџа, нешто. И не викат некој чупе културно што си ја знае работата, викнат во спота глуми, нева, да ќе викнат некој чупе што или изгорено за внимание или има друга некоја професија, па му е потребна рекламата, па непристои
постојни цени тука со чупињата. Па колата да прави осумки што се патем нелегални, ама добро. И веројатно ги прави газдата на кола. И ги се глуми ганстеризам и ќе се врти муавето. Тоа е пари, коли, жени, дроги. Најачи сме, брате. Појак од нас нема. Освен ако и прашаш луѓето што имат учено со нив основно средно, а парно не ги прашаш. И ќе заврши снимањето на спото, газда да изјазеби колата. Многу пати и лиштата му се заимени, треба да ги вратат на хемиско прво, па да ги вратат лиштата. Заедно со тие женствените што се носат. Пиштолчето и парината ќе клад во едно куферче, пошто ќе му требат и за други спот, ме сваќаш. И то пато ќе се врти. До кога? Дур не станело вистина. Нешто уште појако. Што до толку се врти истото, па истото, па истото, што луѓето дури рапот го направа мамбл рап. Дури нив му се смачи истото, го повторват, па почнаа да го мумлат. Ако било пари, коли, жени, после стана значи го мрзи да го речи, бе, брат. Демек јас така зборам, кул сум, сленгот ми е тако. Абе, отвори ја устата, море. Ако имаш мака со дикцијата, има лек. Ќе земиш молив едно стило, пенкало, го садаш вага, го казни. И ги си ја кажваш песната со то стилото в уста. За би било убаво да го дезинфицираш прво, пошто јазикот ќе го гиба цело време. Ама терај така некој време, после изве го да вишува ќе ја кажеш. Сам знам дека не е то проблем, ама така чисто ако му треба на некој ваква работа, си знај како да проби. И пак ќе речем, ако стварно го живееш тој жив, супер, мислам не е супер, ама кул, тогаш ти одговара да ги правиш ти работи, да ги пееш и да кажуваш како живе. А не можеш, бе, брат, да нема, невработен си. Никаков бизнис нема. Немаш 2 по 500. Твоите ти дават за накав. Оиш во некој клуб, чекаш пред врата 2 ден. Колата заимена од тато. Цигарите заимени од другар. И излегваш пред камера и ганстери нешто паре, жене. Бе, мислам, браво. Дај Боже се што сакате и се што мислите да си остварите во живот. Стварно од срце посакувам. Ама дај да бидиме реални. Значи музиката треба да го отсликува тоа што го живееш ти, пошто тоа што го живееш ти, го живеат еден тон други луѓе. Јас знам дека живееме во еден лажен свет кај што сите лажно се представуваат по социјални мрежи, по слики, по видеа се поправат, се преправат и така натаму. Ама на крајот на денот, кога е нештото реално и кога ќе го доловиш тоа што стварно се случва, луѓето многу поблиску ќе му биде тој муабет отколку пари, дроги, жени. Мисля, мене ако ме најдат. А може да и грешам. Очигледно, времиња веќе трај тој бран на истото па истото во цел свет. И буквално истата ситуација е кај сите тие. Значи буквално на ист начин функционира. Освен нормално тие што се ептен познати, што се години веќе на топ листи. Макар што и кај нив многу често не е така како што изгледа на телевизија, ама нема веќе. Поентата ми беше, ние сме можда единствените генерации што живееме во времиња кај што музиката не ја рефлектира реалноста, туку ја рефлектира лажната перцепција за реалност. Ствари кој размисли човек точно ја рефлектира реалноста, пошто стварно 90% луѓето живеат во еден лажен свет. Лажат на социјални мрежи, лажат дома, се лажат себе си и затоа можда лажни текстови и музики му се вклопват најубаво во животот. Кој би знае? Како и да е, има уште многу што се збора на темата, ама доста е за денес. Вие останете на нашата програма, а ние се гледаме наредна епизод. Ако ви се бендиса муавето и се видиме со истата тема, ако не ви се бендиса, кој ве праша? Толку од мене, поздрав и убав ден.